Премиерот е уверен дека мнозинството е стабилно и дека и покрај одредените несогласувања во владеачката коалиција тоа нема да се раситнува. За дел од прашањата кои во изминатиот период ги отворија помалите партии и со чие решавање условија својата понатамошна поддршка на власта, се разговарало и на денешната координација. Достоинство бара измени на законот за бранители. ВМРО Народна е против измените на законот за урбанистичко планирање кој е поврзан со проектот Бехтеленка. Ковачевски уверува дека сите разлики ќе се надминат, а забарањето на ЛДП и Дом за измена на изборниот закон и воведување една изборна единица вели дека ќе се разговара во собранието. Во однос на законските предлози за една изборна единица, исто така се договоривме дека дискусијата треба да се води во рамки на собранието и дека таму треба да бидат земени во предвид сите аспекти на политичките партии, бидејќи знаете дека во рамки и на коалицијата, меѓутоа и во рамки на опозицијата има различни мислења по однос на изборниот закон. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е партија која што во својата програма има поддршка за една изборна единица, меѓутоа во рамки на собранието ќе се расправа за модалитетите во однос на тоа дали треба да има изборен праг, дали не треба изборен праг, застапеност на етнички заеднички, родова застапеност на изборните листи и така натаму, и дискусијата ќе се води во рамки на собранието како што беше договорено на лидерската средба. Партиите од власта кои имаат конкретни барања очекуваат дека тие ќе се исполнат на ниво на коалиција, но истовремено се и свесни дека во моментот едно прашање има приоритет. Сите ние имаме своји политички програми и заложби кои што треба да ги оствариме за граѓаните да живеат подобро секојдневие. Меѓутоа, сега на сите треба да ни е поважно како понатаму ќе го продолжиме процесот на евроинтегративниот пат и затоа сметам дека не е време за условување или калкулации. Евроинтеграцијата, освен од реформите, зависи и од процесот на уставни измени, кој засега се уште е во фаза на разгледување во рамки на работната група. Премиерот и покрај тврдите ставови на опозицијата не го напушта оптимизмот. Вели дека очекува нејзино приклучување кон, како што го нарекува, проевропскиот блок. Оваа влада ќе покаже дека имаме парламентарно мнозинство кое што е проевропско и јас се надевам дека опозицијата на крајот ќе донесе одлука со која што ќе се приклучи кон европскиот блок, бидејќи обврска и на опозицијата е да носи одлуки кои што се од интерес за граѓаните, а врвен интерес на граѓаните е влегување во Европската унија. На денешната координација оваа тема била една од главните за која разговарале партнерите во власта. Премиерот ги информирал останатите лидери за неговата неодамнешна посета на САД и, како што изјави, недвосмислената поддршка на Вашингтон за продолжување на европскиот пат на земјата. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.